Како да се преживее од први до први со минималец и синдикална кошничка од над 500 евра, прашуваат штипјани. Високите сметки за струја и скапата храна ја проголта скромната работничка плата. Граѓаните се на работ на екзистенцијата, велат ниту две минимални плати не се доволни за гол живот на едно 4-члено семејство. За да преживеат од први до први, буквално штедат на се. Од први до колку ќе имаме, доку половината, а после вика снавгај се кој како знае и умее. Нормално, половина роте со кредити, без тие кредити неја не можеме да обстанеме. А значи, кога улезеш у дуќано, мислиш, ќе те стрефе шлок. Што повеќе не купувате од продавниците? Ништо, едно лепче и сиренце ако има, ако нема лепи со топам да покарам месец. Колку ви е пензијата? 10 лидарки. И како се преживее со преживува? Лебо гледам и сиренце и млекце ако има, ако нема лепи со топам тоа покарам. Со 10 и 12 илјади пензија никој не може да преживеме. Сега идоме без плаќаме сметките за струја, за вода, за телефон. Крај со крај не може да излеземе. Ова е катастрофа за време турско. Значи, луѓето ако не се хранат, ако не живеат како што треба, ако немат основни средства за одмор, рекреација и уживање во самото држава, на тој начин тие се после тоа стануваат и проблематични во нивната здравствена состојба, па затоа може да се каже една короната е одраз на луѓето кои што немаат што да јадат. Само во последните 3 месеци од изминатата година синдикалната кошничка пораснала дури за 468 денари. Најмногу 43,7% се троши за храна, а најмалку за култура и одражување на здравјето. Според пресметките, на секое семејство му се потребни дополнителни 50 евра за да може да ги подмири основните трошоци за живот. Граѓаните се категорични, минималецот да скокне на 18.000 денари, пак нема да биде доволен за нормален живот. Но оние што се противат им порачуваат да пробат еден месец да живеат со минимални 15.000 денари. Они 20 и кусур не е доволно, не по 18. По 30.000 никој не смее да биде. Па до 30.000 треба. Треба да живее еден човек убаво, што треба, четворица, едно 30.000. Па са малку, па ипак друго е. Според податоците, најголеми плати земаат граѓаните во Скопје, а работниците во Штип, Кочани, Берово, Делчево и Пробиштип се најмалку платени за својот труд. Статистиката говори дека 60% од вработените во источниот регион заработуваат помалку од просечната плата.